Како што криопаланчани може и самите да забележат, локацијата пред зградата на општина Криопаланка, по-конкретно поранешното оделение за прекршоци, денови е претворено во градилиште. Со одлука на градоначалникот Арсенчо Алексовски дадено е зелено светло за отпочнување на работите на новиот административно деловен објект, кој ќе се гради по принципот јавно-приватно партнерство меѓу локалната самоуправа и фирмата Миоли од Скопје. Со ова, во догледно време општината ќе се пресели во нови простори, што практично ќе значи долгорочно обезбедување на простори и услови за работа на локалната администрација. Пред една година донесовме одлука за отпочнување на јавно-приватно партнерство на објектот помошна зграда или како што ја знаеме порано зграда за прекршок во општина Криопаланка. Проектот се состои во тоа да приватниот партнер ги добива сутеренот или подрумскиот простор како сакате и првиот спрат од зградата, а ние како општина добиваме вториот спрат и полуспрат. Така да проектот е направен, завршен е. Ние прво направивме проект за отстранување, објектот е отстранен. Сега проектот е завршен и за изградба на зградата. Утре треба да дадам градежна дозвола за отпочнување на градба, така да во најскоро време ќе ставиме камен темелник за отпочнување на овој објект. Како што информираше Алексовски, според изготвената студија, приватниот партнер ќе инвестира околу 550.000 евра, при што предвидената вкупна површина на објектот изнесува 1021 метар квадратен и ќе опфати сутерен, приземје и 2 ката. За возврат, приватниот инвеститор за деловни потреби ќе го добие сутеренот и приземјето со површина од 551 метар квадратен, а на општината ќе бидат отстапени 470 метри квадратни на преостанатите 2 ката. Задоволен од долгоочекуваниот старт на работите, градоначалникот уверува дека со изградбата на овој објект, Криопаланка ќе добие нов, современ и многу поголем простор за локалната самоуправа, а при тоа од градскиот буџет ќе се вложат минимални средства во проектот. Ние како општина прво ќе добиеме еден многу убав изглед, многу убава зграда на однос на онаа што ја имавме порано. Значи тоа беше руинирана зграда и ја пред советниците кога го дадов предлогот им кажав дека во моментот имаме руинирана зграда со кров кој прокиснува и доколку го смениме кровот ние треба да дадеме најмалку 20 до 30.000 евро. Пристапивме, мој предлог беше да се даде на приватен партнер, тој да ги направи првите 2 спрата за сметка на тоа да ни направи на нас 1,5 спрат и што мислам дека како општина многу добиваме, затоа што ние имавме 150 метри квадратни руиниран простор, со ова, значи според проектот, според она што ќе се изгради, ние добиваме 480 и нешто квадрати деловен нов простор, што значи дека ние многу повеќе добиваме него што сме имале. Значи 480 квадрати добиваме простор и добиваме една убава зграда, еден убав лик кој ќе го разубави нашиот град и кој ќе ни ја разубави општината. Очигледно убав проект кој што долго време и беше потребен на Криопаланка, за крај прашањето на кое сите го поставуваат, кога би можеле еве тоа да го видиме да се реализира ако се оди според плановите потик. Па значи, ја мислам дека во текот на другата недела ние ќе почнеме, приватниот партнер ќе почне со градежните активности на ископи на теренот тука. Според договорот што е потпишан меѓу општината и него, тоа се предвидува 3 години, но сепак мислам дека за неполна година ова ќе биде завршено и ќе биде се во ред, затоа што и приватниот партнер нема интерес ова да му се одуговлекува, нема интерес целата ова работа да не биде побрзо завршена. А ние како општина, еве, без да вложиме средства, без пари, без да вложиме средства, добиваме 480 и нешто квадрати деловен простор. Јас бев критикуван како градоначалник. Беше критикувана мојата идеја дека не би требало ова да го направиме, дека не. Но ние без да вложиме пари добиваме нов простор на основа на она што имавме руиниран стар простор. Мислам дека сепак и неголемите скептици и неголемите оние што не ја поддржува оваа работа треба да се замислат дека ова е во интерес на нашата општина. Без пари добиваме нов простор. Алексовски не се сомнева дека избраниот модел на јавно-приватно партнерство одамна практикуван во европските земји ќе резултира со репрезентативен објект и простор на кој криопаланчани ќе бидат горди и со кој ќе можат да се пофалат.